Господин Енечев, добар ден, добро дојдовте во нашата емисија. Годинава после 30 години независност дочекавме конечно да ја почнеме првата фаза од почетокот на преговорите со ЕУ, цел која што е стратешка и на која што работи државава и сите општествени елити веќе 3 децении, како што споменав. Ова беше дочекано многу контроверзно на некој начин во нашето општество, со голема опозиција и без славење, би рекла. Како вие гледате вака ретроспективно на ова што се случи и на самиот чин? Да, точно е тоа. Една од главните стратешки приоритети на оваа земја, уште од осамостојувањето до ден денеска, е интеграција во Европската Унија. Токму така е, атмосферата не беше како што би требало да биде. Како што би требало да биде после толку долг временски период и конечно го започнуваме процесот на преговори од низа причини. Едно од причините секако беше начинот на кој што стигнавме до отварањето на преговорите, кој што тоа што треба да го напоменеме тука е дека се уште не се во целост започнати, бидејќи имаме уште една препрека на патот до вистински почеток. Вистински почеток на преговорите. Сепак, нели, процесот на скрининг е веќе започнат, е во тек, објаснувачкиот скрининг тече, започнат е и билатералниот, така да се очекува до негдека до крајот на наредната година и тој процес да се заврши, но за вистински да почнат преговорите, потребно е и секако да се вметнат бугарите и во уставот. Така да ова е само една, можеби најголемата причина поради која после сите билатерални оценувања кои што беа направени врз оваа држава за да почнеме преговори, зашто оваа радост сепак не е целосна и покрај започнувањето на преговорите после толку долг временски период. Да, не дека не слават сите, владеачките структури токму го користат овој момент како начин да прикажат дека постигнале многу во процесот на евроинтеграциите, но како што рековте и сам, граѓаните чувствуваат колку е тоа вистина, колку не. Уставните измени како такви и самиот процес на преговори некако се претвори и во една домашна политичка агонија. Видовме пред неколку дена само политичката партија БЕСА повторно се ја кажа својата позиција и го услови овој чин, нели со нивното барање за зголемување на процентот, но исто така спомена и предвремени избори како еден услов. Настрана овие барања, прашањето ми е колку дома и нашава политичка домашна сцена сега стана зовриена дополнително со овој чин. За да го одговориме ова прашање мора да се вратиме назад малку. Прифаќањето на францускиот предлог и наметнувањето на овие дополнителни услови за почеток на преговори беше направен на начин во кој што не се зема во предвид интересите на целото општество и на целиот политички спектар. Некако беше направено на сила, без консултации со останатите страни и сега го гледаме резултатот на тоа. Немаше обезбедено, знаејќи кои се работи треба да бидат направени за да почнеме реално со самиот процес. Прифативме нешто без да бидеме спремни како тоа ќе го имплементираме. И сега имаме ситуација како што е оваа денес, во која што консензус околу почетокот на преговорите немаме. Сите политички партии, што е сосема нормално, ќе гледат на еден или на друг начин да се позиционираат и да можат што е можно да го искористат моментот што е можно повеќе во нивна корист. Без разлика на тоа што е целта почеток на од почнувањето на реалните преговори. Така да не ни изненадува. Мислам дека ние ќе гледаме уште многу вакви епизоди, дали ќе доаѓаат од една или друга опозицијска партија, тоа е сосема нормално, ќе гледат да искористат шансата која што им се пружа и да успеат да наметнат некои своји одредени решенија кои што утре ќе им донесат некаков бенефит на изборите. И да, поради тоа ова преоѓа во еден вид на агонија, место да биде една движечка сила која што, како што рековме многу пати досега,
процесот на преговори треба да ги нацрта мапата какви реформи треба да направиме дома. И истите треба да бидат имплементирани. Се додека не стигнеме до тој момент, сите овие политички пазарења и позиционирања ќе бидат повеќе агонија визави процесот на европска интеграција, отколку вистинска водилка нанапред. Да, од една страна тука е тој, како што рековте, и сам агресивен однос на власта, кој што не обезбеди вистински консултации, ако и вие како невладин сектор бевте поканети на неколку средби каде што... Ние бевме, рака на срце, ние бевме поканети, но исто така е, тука има повеќе нијанси. Доколку се сеќавате, запознавачите на процесот на европски интеграции, во моментот кога францускиот председател Макрон искочи и кажа ние се договоривме, тој е моментот кога веќе самиот договор бил направен. Понатаму се е само сето тоа е само една играрија околу тоа. Значи во тој момент ние сме прифатиле тоа што сме требале да прифатиме. Прифатила владата. Прифатила владата. Таа не представува. Понатаму консултациите дома, дали со невладиниот сектор или со било кој други стейкхолдери, повеќе шминка, бидејќи ние не можевме и покрај сите предлози кои што ги дадевме, во таа преговарачка рамка ние не можевме да смениме ни точка ни запирка. Тоа е тоа. Така да тоа е повеќе шминка која се случи отпосле, отколку вистинска консултација со граѓанските организации. И сега имаме ситуација во која што се бара општествен консензус за да стигнеме до тие 2/3 за да го смениме уставот. Од друга страна, сега тука си опозицијските партии кои што ако отворено зборуваме, дел од нив прашање и колку вистина сакаат да ја видат Северна Македонија како членка на ЕУ. Дел од нив во самата своја политичка агенда имаат и деструкција како начин на политичко действување, така што имаме веројатно еден совршен рецепт за една општа политичка катастрофа од сите страни. Како што реков, се додека интересот, да речеме подлабински интерес, не оној декларативниот интерес, сакаме да станеме членка на Европската Унија, ако гледаме малце подетално, тоа значи многу труд, многу работа и многу реформи. Дали навистина до сега, според мене, политичките елити не покажале, доколку гледаме домашната агенда и реформскиот процес, не покажале таква имплементирање на таква цел. Тоа ќе мора да го покажат. Оној меден месец во кој што ние сакаме да бидеме членки и така натаму, е надмината фаза. Сега веќе треба да се седне и тоа што е договорено да се изработи. Една од тие се и овие уставни измени. Ние сме прифатиле. Владата прифатила во тој момент. Сега треба, бидејќи товарот е кај нас, ние ќе се покажеме неконструктивни, треба да се види како тоа може да се имплементира на најдобар начин без да се загрозат тие национални интереси, покрај тоа што ние предупредувавме и тогаш и сега дека со ова ќе се наштети на самиот процес и мислам дека тоа и дури и во овој период почнуваме да го гледаме. Ќе се навратиме само на еден пример. Објавувањето на годишните извештаи на Европската Унија кореспондира со отварањето на еден од бугарските центри. Огромен дел од од јавниот дискурс беше осврнат на тоа како се вика бугарскиот центар, каде е отворен, кога отворен и така натаму, отколку навистина некој да седне и да види што во тој годишен извештај пишува и кои се реформи ние треба да ги направиме. Тоа беше една од главните наши замерки, зашто преку овој предлог постои голема шанса самиот процес да биде киднапиран од вакви билатерални и да изгубиме целта на самиот процес. За тоа како ние, да донесеме Европа дома, како ние да се реформираме за да станеме таква земја членка на Европската Унија, каква што сакаме да бидеме и колку што со сите изјави на политичарите сакаат да го видат тоа. Едната заблуда беше дека ние сме немале никаков збор во одлучувањето за тоа како ќе изгледа тој предлог. Значи тоа беше презентирано дека практично даден ни е нам и не наше да го прифатиме или не. Дека не сме учествувале во подготовка, креација, не сме имале можност да кажеме наше мислење и така натаму. А втората е дека сега
сега веќе исто процесот е завршен и дека за уставните измени повторно немаме никакво влијание, дека може никако да се подобри. Како дали сега имаме простор за маневар? Далеку од тоа дека не сме биле прашани. Да, мислам ова е заблуда која што навистина треба да се расчисти. Значи преговарачката рамка е документ на Европската унија. Во таа смисла, одлуката како ќе изгледа тој документ, на крај ја носат институциите на Европската унија. Но тоа не значи дека некој нас не дошол и не дал документи и ни кажал дека тоа ќе изгледа вака. Значи тоа е процес кој што консултации се случувале, нели, надвор од јавните простори. Како што биле предходните предлози, имавме ние предходно и португалски, и германски. Така. Значи тоа не се случува вака на маса јавно, туку има преговори кои што се случуваат позади. Македонија секако можела да даде свој инпут кон тој документ. Каков бил тој инпут, каков бил инпутот, ние многу не слушнавме. Така да, но сепак не имавме сосем од таков предлог не постои, првичен став, еве на председателот Пендаровски се сеќавам, до тој предлог не е добар, до на крај самиот учествувал, тој на крај кажа дека самиот учествувал во подготовка. Така што имаше градација во ставовите. Имаше секако. Така да тој документ секако не ни е даден. Да, но тоа ми беше прашањето. Секако сега нашата страна била за уставните измени сега во каква позиција сме? Може ли некако да се поправи процесов? Има ли простор тука? Уметност. Како ќе стигнеме до подобро решение во услови кога сме прифатиле веќе, да речеме, еден начин како да почнеме преговори. Значи полесно ќе беше да се поправа предходно, пред да се каже да. Да, но тоа е завршена работа. Завршена работа. Сега, нели, тука беше нашиот став дека овој предлог може да биде негативен, да предизвика негативни последици на подолг рок. И во тој момент може би не, бидејќи се уште не можеме да ги видиме, но на подолг рок може да предизвика, и јас сум сигурен дека ќе предизвика негативни последици во однос на делот на овие билатерални условувања. Сега, кога веќе сме прифатиле, сега тоа е тоа, да видиме дали нешто може да се подобри, начинот на кој што, значи уставните измери мора да се случат ако сакаме реално да ги почнеме преговорите. Имаше некои коментари, односно предлози дека можеме да ги усвоиме со забелешка да важат од денот на членството, на пример. Сите тие се сега некои можности кои што постојат, колку се тие реални или не, тоа треба да се види. Оно што е сигурно, што знаеме, дека тие мораме да ги прифатиме. Веќе сме ги прифатиле, сега треба да ги имплементираме, односно реално да го промениме устав за да почнеме. Сега, поради тоа што тој процес не е лесен, треба да се стигне до тоа двотретинско мнозинство. Како ќе се стигне? Како викаше Хан, балкански или европски? Да, сега, тука е сега и како повторно може, во секој момент ние можеме да играме играта и да видиме, да искористиме максимум тоа што ги имаме даено. Дали знаеме и уште поважно дали умееме е сосема друго прашање. Така, ќе биде интересна 2023 во секој случај со сите овие нешта на маса. Сега, да речеме еве што потоа уставните измени ќе се донесат ново или онај начин порано или подоцна. Што потоа? Затоа што некако забораваме дека има три компоненти од кои што зависи нашето членство во ЕУ. Нас целта сепак не е да почнеме преговори, туку евентуално да се зачлениме во даден момент. Прво е колку ние имаме капацитет дома за вистински реформи, имајќи ги предвид политичките елити со кои што општеството располага. И второто прашање е колку, односно реков три прашања. Второто прашање е колку Бугарија мислите дека ќе го користи овој простор што е даден, затоа што од неколку амбасади слушаме што отворени, што зацкриени пореки дека нема веќе да се дозволуваат нови интервенции во процесот, иако повторно ќе го споменам, председателот кажа дека не може никој да го гарантира тоа. Тоа е сепак долг процес кој што ќе трае. И третото прашање е колку самата ЕУ навистина има капацитет за нови членки и гледате на подготвеност во самата Унија. Така, капацитетот на земјите на ЕУ за апсорбција е последно што треба да го гледаме во процесот.
првично еве да почнеме од крајот. Последното беше во однос на гаранциите. Гаранции нема. Мислам, барем тоа требаше да го научиме, дека една од лекциите кои што требаше да ги научиме после преспа е дека гаранции нема. Дури кога ќе ви ги дадат. И дури кога ќе ви ги дури дадат. Дури кога ќе има подписник. Така е, дека не може да има гаранции. Тоа е една лекција која што моравме да научиме. Тука завршува таа приказка. Гаранции нема, и сега да бидеме искрени, оваа преговарачка рамка овозможува на одреден начин тие и покрај тоа што нели на елен друг начин не убедува дека тие се минимизирани колку што може, дека оваа преговарачка рамка дозволува и ќе дозволува вакви упади билатерални на одредени земји членки во нашиот преговарачки процес. Некој велат да во секое време секоја друга членка може да ве блокира заради корупција или медиуми, но не е исто. Но не е исто. Тоа е точно. Може да не блокира во секој момент и тоа е кристално јасно. Ама едно е да ве блокираат вас за немање на доволен напредок во реформата на јавно обвинителство, а друго е ради тоа што комисијата историска на време како Гоце Делчев не сте го представиле на начин на кој што ни Значи таа опасност од вакви блокади, од вакви неевропски да ги наречам блокади си отворена и да, си отворена. Сега повторно е тука, знаете, никој не доаѓа нели да на врата и да каже во целост како ќе го направи тоа, туку сепак тука постојат ниво на софистикација во кој што тие одредени забелешки ќе бидат наметнати во процесот. Нема да ви кажат они отворено дека е поради Гоце Делчев, туку ќе ви најдат одреден елемент во процесот за кој што барем во нашиот случај, а и во било кој друг случај на земјите од Западен Балкан или претходно делот од Централна и Источна Европа може да се најде колку ви душа сака. Во однос на капацитетите дома, за оние вистински европски реформи што треба да се случат. Капацитети секогаш нели оваа земја има недостаток на капацитети. Тоа е тоа. Мораме да го прифатиме тоа. Треба да се работи на изградба на капацитетите. Порано се работеше, јас се сеќам дека порано имаше стипендиска програма преку холандската амбасада, преку германската амбасада, во кој што јавни службеници од Македонија заминува на специализирани европски студии во тие земји, па се враќаа назад да бидат дел од процесот дека натаму. Тие капацитети во процесот, во нели долгиот низ на години кои се чекаше да се започне процесот на преговори, некако излегува од самиот самата јавна 30 години, некои се сигурно и пензионирани веќе. Така да капацитети имаме недостаток. А политичка воља за впрегнување на оние кои што веќе ги имаме. Тоа ми беше што е уште поважно, треба да се најде политичка воља како тие дури капацитети кои што постојат и кои што имаат знаење и умење за процесот да бидат бутнати напред, да бидат тие кои што ќе го водат процесот. Доколку, и ќе ви кажам сега пример за ова што го кажувам. Доколку ја погледнате преговарачката структура, она што на крај беше продукт излезен од страна на владата е дека ќе имаме главен преговарач и заменик на главниот преговарач кои што се политички поставени. Значи ние не можеме да најдеме внатрешен консензус, сила за да имаме една личност која што ќе обезбеди континуитет во процесот и ќе биде една која што е референтна точка која што без разлика на промените на политичката сцена, што има други земји. Но тоа е да кажеме некој избор на владата во овој момент како треба да се одвива тој процес. Значи во овој момент првите две функции се политички поставени. Тоа значи дека со секоја промена на владата ние ќе имаме нови личности на тие две позиции. Сега, понатаму има позиции кои што треба да го, значи како главен економист, главен антикорупционер, главен правник и така натаму од структурата кои што треба да обезбедат некаков вид на континуитет. Сега, она што не го гледам јас е политичка волја да се најдат правите луѓе за тие позиции.
кои што без разлика на својата политичка афилијација, дали ја имаат, дали ја немаат и така натаму, ќе бидат поставени на таа позиција поради нивниот капацитет. И тие понатаму да го буткаат процесот напред. Таква политичка волја во овој момент јас не ја гледам и сега тука се поставува прашањето како понатаму. Вајда се надевам дека ќе има континуитет и нема со промена на политичката власт да имаме и повторно промени во самата преговарачка структура. Како тоа ќе изгледа, па да имаме све од почеток, бидејќи овој процес кој што трае и ние треба да претпоставиме дека тие структури или тој капацитет што ќе го изградиме сега ќе го тера процесот до крај. Јасно. Не е тоа лесно. Треба да се постави. Рековме на крај треба да мислиме за моките на апсорбција на нови членки на ЕУ. Тука само за крај 2030 се споменува како година што ни е цел за членство, многу амбициозно. Како вие тоа го гледате? Имаме ли реални шанси за многу години до сега беа поставувани како цел да бидеме фер. Престанавме да. Најновиот датум е 2030-та. Начинот на кој што јас гледам на 2030-та. Дека е реална, моја лично сметање дека не е реална. Но знаете како ако го слушате, нели, Зеленски во секое свое обраќање, нели, има потреба да ја окуражи својата војска, без разлика од жртвите кои што се случуваат секојдневно, да иде напред и да се бори против рускиот агресор. Не знам дали компарацијава ми се допаѓа, ама ја сваќам поентата. Сега, како нашето, ако е 2030, јас тоа го гледам како окуражување на самите структури внатре. Да се мотивираат. Да работат што е можно повеќе. Како што напомнав и претходно, не знам дали е потребно окуражување на администрацијата која што работи внатре, или потребно е смена на мајндсетот на самите политичари за тие луѓе што имаат капацитет во администрацијата внатре или надвор да бидат допуштени да си работат својата работа. Како што видовме, нели, се може да се случи, нели, цела промена може да настане во многу кус временски период. Нели, започнувањето на војната во Украина, нели, целиот геноцид што се случи и што се случува во Украина придонесе за тоа преку ноќ Украина да добие кандидатски статус. Знаеме колку беше потребно на некои земји, вклучувајќи ова, на земји во Западен Балкан да стигнат до тој кандидатски статус. Тоа предизвика лавина реакции во Западен Балкан, па имаме одеднаш одлука и преку францускиот предлог и за Македонија. Имаме и одлука за Босна, одеднаш визите за Косово нема да бидат проблем и покрај тоа што ќе има дилеј и покрај никаква посебна промена во реформскиот процес внатре во Косово. Така да промени брзи можат да се случат, но на крај се сведува и на тој капацитет кој што постојат и желба и интерес на земјите членки на Европската Унија да ги примат овие. И во која форма ќе биде тоа? И во која форма? Да. Тоа е исто тоа во оваа дебата на тоа како би требало да бидат. Како што рековте, тоа е последно нешто на кое ние во моментов треба да тоа е на нешто на што ние најмалце можеме да влијаеме. Така. На овие работи што можеме да влијаеме, овие дома што можеме да ги направиме и целиот фокус треба да биде ставен на тоа. Ние да си ги завршиме нашите домашни работи, а понатаму со чисто портфолио многу лесно се бутка работата напред. Колку ќе бидеме успешни, тоа е исто голем знак прашање, но она што свативме е дека кога ќе дојде моментот и спремноста на ЕУ да донесе одлука за нешто, а вие не сте спремни, може да има фатални последици за понатаму. Така да ние сметаме дека може да биде многу подобра, има капацитети, не се доволни, но има капацитети во администрацијата да ја буткаат оваа работа напред. Колку брзо повторно ќе зависи од тоа, колку од најтешкото политичката воља. Од политичката воља да Благодарам за пораките, ќе го следиме процесот и 2023 стекако повторно ќе се видиме за вашето мислење, вашата анализа. Фала многу, фала за интервјуто.